Граѓаните на Куманово може да аплицираат за субвенционирање на трошоците за приклучок на системот за дистрибуција на гас или за набавка на котел на гас. Директорот на јавното претпријатие Куманово гас од Куманово Марко Митровски информира дека станува збор за субвенција во вредност од 30.000 денари за едно физичко лице. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини за оваа субвенција одвои вкупно 3 милиони денари. Огласот е објавен на 2 март, а пријавувањето ќе трае до 30 јуни годинава. Една од тие варијанти може да изберат граѓаните. Една од овие субвенции следува за едно домаќинство, тоест на едно физичко лице. Вредноста е 30.000 денари. Има предвидено во буџетот на Министерството за енергетика 3 милиони денари за оваа субвенција. По комплетирање на документацијата, ако разговараме за приклучокот на дистрибутивна гасоводна мрежа, откако лицето ќе дојде кај нас со комплетна документација, проектна документација и одобрение за градба, склучуваме договор, вршиме официјален физички приклучок, лицето од наша страна добива комплетна документација која треба да се поднесе во Министерството за енергетика. Тука ќе добие и потврда дека е направено приклучокот врз основа на сите оние документи кои се доставени кај нас и ќе чека да заврши повикот, после тоа ќе се разгледуваат сите документи, ќе се оди по принципот прв дојден прв услужен, исто така и за купување на гасни котли, потребната документација ќе ја добие од компанијата од која ќе го купи котелот, тоа е фискална сметка или фактура, зависи на кој начин ќе плати. Истите документи тие со барањето кое го има на сајтот на Министерството за енергетика, истиот овој повик е објавен на нашиот вебсайт. Сите кои се заинтересирани можат во секое време да дојдат тука кај нас за да добијат подетални информации и да се договориме за начинот на спроведување на оваа субвенција. Ова е втор повик од Владата на Република Македонија. Првиот повик беше во 2023 година. Тогаш имаше околу 100 приклучоци кои ја искористија таа субвенција. Сега очекуваме исто да имаме убава бројка. За разлика од минатиот повик, сега имаме повики за купување на гасен котел, бидејќи имаме информација дека дел од тие субвенции кои ги искористија го направија приклучокот, меѓутоа се уште немаат инсталирано гасен котел. Еве прилика за да искористат и оваа субвенција, за да можат да ја комплетираат целосната гасификација на своите домови. Котлите чинат некаде над 60.000 денари по моменталната цена што се движи на пазарот. Ќе заштедат половина, што се однесува до приклучокот на дистрибутивната гасоводна мрежа. Цената за нашиот приклучок е 78.000 денари. Ако ги земеме субвенциите што општината континуирано ги дава 25.000 денари и оваа субвенција од 30.000 денари, тоа се 55.000 денари, 55.000 денари останува на секое домаќинство, околу 23.000 денари да ги чини приклучокот, кој може да го платат. Нашата институција одобрува можност за плаќање до 12 рати, така да тие 20.000 денари да бидат поделени на 12 месечни рати, со таа разлика што субвенцијата што ја дава општина Куманово, тие средства се префрлуваат директно на нашата сметка, додека средствата од Министерството за енергетика се префрлаат директно на сметката на барателот. На 24 локации во градот и Кумановско се поставени средства за забавување на сообраќајот, објави општина Куманово. Нови така наречени лежечки полицајци има на улиците: Народна револуција, Јоско Илиевски, Поток Стерава, Веселин Маслеша, 110, Тоде Мендол, Студена вода, Васко Карангелески, 11 ноември и во село Горно Којнаре. Инакот општината информира дека од понеделник ќе започне реконструкција на улицата 425, односно стариот пат за село Тромеѓа. Надлежните ги известуваат жителите на населбата Иго Тричковиќ и село Тромеѓа дека сообраќајот ќе се одвива согласно одобрениот времен режим за сообраќај, а сообраќајната сигнализација е веќе поставена на целата улица.
Во детската градинка Ангел Шајче од септември минатата година функционира само првата смена, што значи дека децата остануваат згрижени во објектите на установата најдоцна до 18 часот. Доколку постои поголема заинтересираност за згрижување на децата и во втора смена, од септември годинава можеби повторно ќе профункционира, велат надлежните. Проблемот не е надминат, меѓутоа тој проблем е нешто што се превлекува неколку години наназад. Имаме добиено согласност, односно со одлука на Советот на општина Куманово, имаме добиено дозвола да работиме до 22 часот. Ова се спроведуваше се до овој септември. Постоеше втора смена, неколку пати има промената само својата локација, затоа што ова одамна нашата градинка работи во услови на втора смена. Некогаш беше тоа објектот кај Зелениот пазар, некогаш беше во Гоце Делчев, беше во Бубамара кај Чик, последниве години беше во објектот Синоличка кај стадион. Меѓутоа, во септември се соочивме со тоа да мораме да ја затвориме, односно да не пружаме повеќе таква услуга, затоа што бројот на дечињата кои што ја посетува и беа згрижени во втора смена беше многу мал. Иако имаше пријавено на список околу 40 на деца, дневното присуство на дечиња не надминуваше 3 и 5 деца. Најмногу деца присутни во еден ден што го имаме забележано за цела година континуирано функционирање на таа смена беше 8 деца. И тоа 8 деца само еден единствен ден. А ние за да ги згрижиме тие деца, за да обезбедиме услови, треба да ангажираме воспитувач, неговател и техничко лице. Со тоа ние не сме рентабилни. Не може да пружиме квалитетна услуга прво кон тие деца. А нешто друго што се случуваше исто така за втората смена беше тоа што родителите често пати втора смена ја користеа само за да ги носат дечињата покасно, не и да останат подоцна во градинка. Така да се случуваше да биде детенце донесено во 12 часот, тие да го земат во 16 часот, а веќе зимање на дете во 16 часот спаѓа во прва смена. Ние не можеме, значи градинката е институција која што работи по правила, има јасно утврден дневен ред, работи по планови и програми и не може индивидуално да излегуваме во пресвет, односно да биде индивидуално згрижување. Треба да го почитуваме таа колективност. Втора смена си почнува 12, приемот во втора смена си е различен. Ако почнува за прва смена од 5:30 до 8:30 и за втора смена има скалесто примањето на деца. Меѓутоа овдека станува збор за одењето доцна. Дозволата која имаме до 22 часот, згрижувањето на децата ретко, да не кажам никогаш, меѓутоа многу ретко се има случајно после 20 часот да биде. А ние мораме да бидеме отворени и да ги згрижуваме децата. Едно дете останува и тоа е, за жал, не е добро ниту за детето, ниту за родителите, на крај за нас како градинка. Затоа се надеваме дека од септември има, значи разговаравме, имавме и состанок, одржав ја состанок со заинтересираните родители за втора смена. Ако дојдат и ако се пријават повеќе заинтересирани, ние сме во размислување, затоа што во секој момент можеме да ја отвориме, меѓутоа за да ја отвориме треба да има згрижени деца, не само пријавени. Разлика од пријавените до згрижените деца е огромна. Имате 40 пријавени, а 5 деца згрижени, не може да функционираме така. Директорот на казнено-поправната установа Затвор Куманово Оливер Цветковски денеска ја потпишал одлуката за јавна набавка за униформи на затворската полиција. По повеќе од една деценија, затворската полиција ќе добие нови униформи. Подобрување на условите за работа на сите вработени во установата е битен сегмент во функционирањето. Тоа е елемент кон кој се стремиме и ќе продолжиме да го надградуваме во иднина. Достоинствена затворска полиција значи побезбедни затвори, пишува во објавата на Затвор Куманово. Сдруженијето Правда за сите утре повторно ќе одржи мирен протест пред зградата на Управата за јавни приходи во периодот од 14 часот и 30 минути до 16 часот и 30 минути. Како што пишува во објавата, протестот се организира поради неправедните решенија за данок за 2020 година, со кои се засегнати голем број семејства. Сдруженијето Правда за сите ги повикува своите членови, но и сите граѓани на Куманово кои ги поддржуваат нивните барања да бидат дел од утрешниот протест. Бараме јасен и официјален одговор од Управата за јавни приходи, правично постапување и почитување на законите, запирање на двојното одданочување, правична и законска пресуда од Управниот суд и бараме од власта да ги поддржи своите граѓани, се наведува во објавата на Сдруженијето Правда за сите.
Формирање на доброволни друштва во населбите из селата предвидува програмата за работа на територијалната противпожарна единица Куманово за 2026 година. Што се однесува до планот за работа за 2026 година, во текот на 2026 година ќе обрнеме внимание и ќе дадеме поголем акцент на формирање на доброволни друштва во околните населби и села и со воспоставување соработка со тие луѓе и вршење на нивна обука, затоа што планираме во неколку села кои што се во близина на Куманово да си има доброволни друштва кои ќе ни бидат од големо значење на нас како територијална противпожарна единица, затоа што тие ќе се многу поблиску до местата на пожарот и тие побрзо би интервенирале. Исто така планираме во текот на 2026 година до санирање на нашиот објект, каде што е сместена територијалната противпожарна единица. Реновирани се дел од гаражните простории. Во текот на оваа година планираме да ја завршиме целите гаражни простории и внатрешниот дел на територијалната противпожарна единица. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против две кумановки на возраст од 51 и 66 години, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, злоупотреба на лични податоци и несовесно работење во службата. Според полицијата, прво пријавената поднела барање до Основен суд Куманово за издавање потврда од казнена евиденција за друго лице без негова согласност, без негов потпис или издадено полномошно. Второ пријавената, самостоен судски референт на приемна писарница во судот, со невнимание и небрежност го примила барањето, не побарала на увид документ за лична идентификација и дозволила заведување и процесуирање на барањето. Откако била издадена потврдата, прво пријавената ја подигнала и употребила против лицето на чие име е издадена, соопшти секторот за внатрешни работи Куманово. Пчеларското здружение Пчела од Куманово вчера вечер го одржа предпоследното предавање за едукативната 2025-26 година. Од страна на професионални пчелари, членови на здруженијето, беа обработени и презентирани пред колегите две теми. За Мој Дадан Блад 10 говореше Зоран Ристовски, а на темата зголемување на пчелни семејства од сопствени ресурси предавач беше Љупчо Стојчевски. Наредната среда гост во Кумановското здружение ќе биде доајенот на македонското пчеларство, професорот Ицо Китанчев од Охрид, информираат од Пчеларското здружение Пчела. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре во периодот од 8 часот и 30 минути до 13 часот и 30 минути без снабдување со електрична енергија ќе останат корисниците на пумпите за вода во Романовце, жителите на Агино, село Брзак, корисниците на излез на Романовце кон автопатот и железничката станица Романовце.